Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е универзитетскиот професор Љубомир Данаилов Фрчковски. Господине Фрчковски, македонската и грчката страна најавија отстапки за спорот за името. Преговорите се интензивирани, оптимизмот е зголемен. Може ли да очекуваме решавање на спорот во рок од неколку месеци? Полаконски би било дека може, секако се очигледно е дека работите се тргнати. Средбата на премиерите зборува и символично и реално. Од 4 сата дека некои детали ги расчистиле и мислам дека може проблемот да се затвори во најбрза виднина. Овој 18-20 годишен проблем. Владата очекува широк национален консензус за спорот за името. Има ли политичка волја од сите засегнати страни тоа да се постигне? Нема таков консензус да се создаде. Политичката желба околу консензусот е разбирлива. Таа секој политичар ја за вакви прашања ја посакува и се обидува да ја промовира. Меѓутоа решењето ќе биде одржливо, такво да не задира во националниот достоинство и идентитет и со тоа ќе биде одговорно од политичката елита која го носи, тоа така секогаш било во секој општество за вакви клучни прашања донесено. И во таа смисла ќе биде абсорбирано, а мислам дека тоа прашање после месец-два ќе престане да биде тема воопшто, односно ако е вака како што знаеме од прилики, очекуваме дека ќе биде решението околу идентитетот, јазикот и името. И во таа смисла мислам дека ќе биде прескочена, не знам како, не ми е јасно во овој момент, не можам да досогледам тоа, и фазата со референдум околу тоа. Мислам дека ќе бидат донесени решенија, тие подпишани во собрание, ние ќе бидеме примени во НАТО во една брза постапка и тоа ќе создаде една сосема нова клима, која потоа дури и да се оди на референдум ќе биде друго ќе обуслови одлуката на референдум со позитивните импакти, со одржливоста на решението. Во тој случај сметате дека граѓаните би се изјасниле за промена на името на референдум? Па ја мислам да. Се шпекулираше во јавноста за неколку предлози за решавање на спорот за името, особено во грчките медиуми. Кое би било најприфатливо име за Македонија според вас? Тоа прашање е глупаво прашање. И секогаш било глупаво прашање. Лецитацијата и нашата лична преференца во овој случај е несериозна, јавно да искажувам, а нема никаква неврска со стручност. Едноставно, листата од имиња се географска временска одредница плюс Република Македонија Скопје. Од нив секоја ние ќе издржиме. Не е проблем, ние сме биле народна, федеративна, социјалистичка, па можеме да бидеме и во Република Македонија Скопје, Северна, Горна и така натака. Она што за нас е битно, и тоа е превасходно приоритетно, е националниот идентитет да биде македонски и јазикот да биде македонски. Тоа е важно и во тоа во некој момент треба да се, и мислам дека тој пакет го обезбедува. Дали би било проблем она што го најавува дека името би било напишано на латиница? Тоа да го видиме. Проблемот е промена на устав, ако има било која варијанта, ја мислам дека не треба уставот да се менува и дека овој договор се врзува како меѓународен договор за меѓународната употреба на името, внатре никого ништо посебно не интересира, ерго омнес во таа смисла го обезбедува тоа и тоа е доволно. Тој меѓународен договор се наметнува над другите приоритети и согласно меѓународното право во земјата и во таа смисла е тоа сосема доволно. Не ми е јасна варијантата околу иредентизмот која ја слушам во изјавите на грчките политичари. Ако мислат на одредбата 49 од Уставот околу грижата за македонското национално малцинство, тоа не е иредентистичка одредба. Еднаш е веќе променета, дека на почетокот од 1991 година дека со таа одредба не се мисли никаква друга осем меѓународно стандардна грижа за своите малцинства, сите земји што имаат за своите малцинства или малцинствата од исто етничко потекло во соседните земји. Тука со меѓународните договори сме ставени и сите земји се ставени во калап, не можат надвор од тоа ништо повеќе. И не ми е јасна тезата околу иредентизмот на Македонија кон било која друга држава, во случајот Грција, што подразбира територијални претензии и што е несериозно обвинување. Тоа не е јасно како ќе оформулираат во преговарачко барање, но ќе видиме.
Член сте на Советот за реформи во правосудството, понизата несогласувања околу неговите надлежности. Очекувате ли да бидат донесени вистински или привидни реформи? Па не знам, околу тоа не може да дадете проценка сега. Она што беше несрекна околност е дека владата создаде совет со кој не знаеше што да прави, бидејќи нормално кога ќе создадете таков совет од таков карактер на луѓе и експертска профил на луѓе, вие мора да очекувате дека тој совет ќе расправа суштинствено за некои прашања од реформата, ќе го земе сериозно тоа, со тоа разногласие кое во него се предпоставува. И нормално дека со послабите, инсуфициентни интелектуално експертски секако групи на Министерството за правда и бирократијата ќе се судри во некој начин. И тоа се случи. Таа креативен, тој судир може да биде креативен и може да биде некреативен, блокирачки. Мислам дека владата се исплаши практично од можноста Советот да продуцира определени решенија, наместо да најнормално, најхладно ги прифати тие негови ставови, одлучи што од тоа ќе прифати, што не, тоа е јасно. Ние не сме тие во Советот кои ќе одлучуваме како ќе иде владината политика, но е добра работа секогаш да имате еден резервоар на идеи и решенија кои на бирократијата не може да им текнат по функција по логика на знаењето и на експертизата. Штета е што тоа не беше искористено, него тоа се претвори во некаков судир на Советот и луѓе од Советот со, што знам, заменик од министра правда, или со некои стручни таму со работници, не е јасно, тоа се претвори се во една досадна македонска шема. Освен реформите во правосудството, дел од владиниот план 369, како што споменавте, се и реформите во тајните служби. Ќе се успоставили вистинска контрола на прислушувањето во земјата? Ја мислам дека стандардите околу тоа ќе се постават, затоа што има многу наблюдувачи, многу експерти, многу компаративни примери. Не се сомневам дека во ниво на стандарди законот ќе биде окей и ќе биде и оценет, но да ве потсетам. Многу закони од периодот на диктатурата на ДПМН беа оценети окей. Многу закони. Не се работи само за нормативната расправа, дали законот е добар или не. Многу се работи за субјективниот фактор. Како политичката елита ќе го води, како ќе се отвори и реализира неговата мониторинг страна, односно како ќе биде отворен за транспарентност. Во таа смисла е многу важно, во нашите искуства 60% од успешноста на законот зависи од тоа. Само 40% од успешноста на законот зависи од неговата нормативна стандардни решенија. Законот за јазиците се враќа во собранието заедно со опозицијата. Ако законот е според уставот, како што напишавте, тогаш зошто предизвика негативни реакции во јавноста неговото донесување? Предизвика затоа што националистичките омрази не се мртви во Македонија. Тие можеби малку се повлечени и хендикепирани од овој катастрофален период на ДПМН од 10 години. Меѓутоа во основа голем дел од луѓето и понатака мразат и посебно ги мразат комшиите и нивните културни карактеристики. Дури до тој степен што нивните стручни дипломи и профили знаат да ги жртвуваат на олтарот на предрасудите кон другите и да се компрометираат во основа. Она што ја го нарекувам експертска стручна нечесност во јавноста, да се расправа за омразата, а не да се расправа адрем за правните консидерации на законот. Тој во таа смисла е проширување хоризонтално на потенцијалот што Охридскиот договор во оваа област го дава. Он не е во судир со уставот, значи уставен е и во друга смисла и извира од ставот 5 од член 7 од уставот. Во сите решенија тој не го изедначува македонскиот и албанскиот јазик, во овој случај албанскиот, или оној што го зборат најмалку 20% немнозински заедници. Бидејќи вториот службен јазик е на некој начин условно поставен, тој треба во законот да има услови како се активира реално, иако постои можност на цела територија во сите државни органи. Таа суштествена разлика го прави различен од статусот на македонскиот јазик, како официјален апсолутно до крај без услови. И тоа е сосема во рамките на членот 7 и на Уставот, во таа смисла мислам дека е уставен.
Жал, мислам, тажно е што се испушти таа можност да расправата во законот оди прво преку стручна основа, а потоа и преку една би рекол, консоцилирачка, помирувачка основа, бидејќи не може да тргнете од предпоставка која е срамна за македонскиот дел од културниот сегмент во Македонија, или во Македонија генерално, да тргнете дека проширувањето хоризонтална употреба на друг јазик го загрозува вашиот без било каков аргумент, дека вистински го намалува опсегот на употреба на македонскиот јазик. Тоа е, знаете, психолошка предпоставка на жртва, која смета дека загрозена е од било чие постоење унаоколу. Тоа е гест кој македонците и културната сфера во Македонија треба да го напушти кон една еманципаторска перспектива за Македонија и македонците. Ви благодарам за издвоеното време. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.